Добро дојдовте назад во студиото на утринската програма на македонската телевизија Македонија наутро. Повестите од земјава и светот се префрламе на една малку пубава тема, би рекол, односно темата е реконструкција на клиниката за гинекологија и акушерство. Со оглед на тоа дека успешно ја заврши оваа 2025 година, имаме и релевантен гостин кој ќе ни објасни малку повеќе за целата ситуација, што се случува и што се случуваше изминатата 2025 година. Искрено, за мене навистина е едно големо воодушевување, особено што има можност и прилика да ја погледнам Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, каде што имав јас две породувања во едни поинакви услови. Сега кога ќе видите дека истата изгледа светски и е најголемото родилиште во државата, па нема по-големо и по-убаво задоволство. Да, со директорката ќе разговараме повеќе, доктор Ирена Алексиевска-Папестиев, директор на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата и на прекрасните зборови кои што ги кажавте во најавата. Искрено воодушевување од едни услови сосема поинакви, сега ја гледате во светско издание, како што ги гледаме приватните клиники, и таа е најголемото родилиште во државата. Ја заврши успешно годината, ја заокружи, нова опрема имате, веќе реализиравте дел од едукацијата на кадар, најавивте дека ќе продолжи истата. Добро, ајде, со каква енергија, со какви планови влегувате во 2026? Видете, точно така, целта, секој оној кој што ќе нема можност да оди во приватните болници, а цел живот плаќал здравствено осигурување, да се чувствува навистина убаво кога ќе дојде во државната институција, каде што ќе има можност за еден современ, модерен третман, а нормално со тие едукации да бидат на иста рамка и во исчекор со светските стандарди и протоколи третманот кој што се спроведува на нашата клиника. Беше навистина амбициозна година, беше напорна, полна со предизвик, меѓутоа огромна благодарност до сите кои што тимски, логистички и професионално, како на вработените, на медицинскиот, немедицинскиот тим, меѓутоа и на сите оние градежни работници кои што учествува, успеавме ние некако тоа да го направиме без да се прекине работниот процес на самата клиника, постојано да се течат нормалните дневни активности и пациентите да ја добиваат здравствената грижа, а сето тоа на крај успешно да заврши со навистина добивање на еден убав објект, како што кажавте, и продолжуваме понатаму со истиот елан, затоа што ние не се задоволуваме само со постигнатото, него тој елан не држи и сите овие пофални зборови кои што ги добиваме ни представуваат поттик да продолжиме со исчекор и наредната година, за да донесуваме посовремени методи со едукација, работилници за утре граѓаните да имаат можност да добијат посовремен третман. Докторка, јас паметам кога се вложи навистина многу во македонската телевизија и во овие модерни студија, за нас вработените беше едно посебно чувство, еден посебен елан за работа. Навистина. Како изреагиравте со... и вие на тоа? Да, навистина е така, и сега во последно време имав можност да посетам повеќе студија и навистина кога влегов ми се допадна и се чувствувам убаво што се осеќам светски во вашето студио, одма го земав телефонот да сликам. Значи, убаво е кога ќе влезете некаде каде што навистина се чувствувате пријатно. И мислам како е за вашиот персонал, како е за вработените, како тие реагираат? Па, мислам дека на секој му убаво кога ќе оди дома, ние сите си сакаме кога ќе влеземе да не биде убаво. 8 сати од 24 сати, а ние кога имаме дежурства и 16 до 24 сати ги поминуваме таму, и верувам и цело време добивам пофални зборови и сите ние учествуваме во креирање на таа топла и убава атмосфера. Знаете, јас секогаш викам, може да имате прекрасно наместена куќа или прекрасно наместен стан, меѓутоа ако нема топлина и задоволство од страна на семејството, џабе убава куќата. Меѓутоа јас навистина во последно време тоа го гледам и од целиот и медицински и немедицински тим, и го гледам задоволството на нивните лица и навистина мислам дека се среќни, меѓутоа за тоа пак повеќе можат и самите вработени да зборуваат. Докторка, претходната година имав информации дека наталитетот опаѓа, меѓутоа кога ќе ги погледаме бројките за конкретно за Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, овде ситуацијата е нормална, па дури бројки кои говорат нешто малку поинаку, над 4043 породувања изминатава година. Сега, колкав е процентот на природно родени бебиња, тука сакаме да направиме паралела, или оние со царски рез? Како стои ситуацијата, нели, тој баланс? За жал, тој негативен тренд на постојано намалување на породувањата не бил само минатата година, него некако таа крива почнува од пред едно 10 години.
и имаме доста голем пат на породувањата. Ако во 2016 биле 23.000, лане некаде за 2024 сме завршиле со околу 16.000. Ние на нашата клиника најмал број на породување имаше во ковид пандемијата, затоа што бевме ковид центар, меѓутоа и после тоа постојано 4200, 4009, 3973, 3873. Дури опаѓање. Цело време опаѓаше бројот, тоа е нешто што и во Европа се случува, значи за жал имаме опаѓање на наталитетот, меѓутоа она што нас навистина не израдува дека прв пат тој пат беше прекинет изминатата година и ете ги имаме тие 170 раѓања плюс од претходната година, што не е некој голем, меѓутоа за нас стварно е значителен знак дека убаво, дека ги враќаме полека пациентите, дека ги стимулираме и јас искрено се надевам дека тоа и во другите родилишта, еве сега годината заврши, ќе ги добиеме официјалните податоци од Заводот за статистика и навистина ќе се израдувам ако во цела држава имаме пораст на раѓањата изминатата година. Во делот на природно родени бебиња и царски рез, тука се зборуваше многу со оглед на тоа дека вие повторно ги подготвувате родилките со тие часови кои што се подготвителни часови, ги вративте повторно истите. Еден од начините на кои што ќе ги убедите дека ништо нема подобро од природно да се породи родилката, наспроти тој тренд, велам, во кој што не знам зашто се случува тоа, докторке, тренд на тоа дека јас ќе одам и царски да се породам. Некако не сака ни да размислува, ни да дебатира дали е подобро едното или другото. Да, видете, и тоа е светски тренд. Значи, ако јас кога почнав да специализирам, некаде 2007-2008, процентот беше околу 22-23% на нашата клиника, имавме ние тогаш стаф митинг, веќе и во светски рамки достигнува околу 30%. Препораките на Светска здравствена организација се 15%, значи и светските рамки и процентите во светот покажуваат дека породувањето со царски рез е денеска многу повообичаено отколку претходно. Оние 15% се апсолутно оправдани затоа што или од страна на мајката или од страна на плодот е подобро и единствено најдобро решение се заврши со царски рез. Меѓутоа, ерата на антибиотиците, на она антикоагулантна терапија, значи сето тоа донесе да бидат и самите лекари и протоколите полиберални во поставување на индикација. Јас се согласувам, кај нас на вистина тој процент знае да оди до 40% на универзитетската клиника. Не знам како се податоците во приватните болници, меѓутоа тоа е и еден поттик за здруженијето да направиме истражување до кој процент стигнува тој царски рез. Али јас кога дојдов, она што сакам да кажам е дека имавме потреба да им објасниме на пациентите дека сепак царскиот рез е операција која што утре носи одредени компликации. Така. И затоа го возобновивме она школа за психофизичка подготовка, каде што учествуваат гинеколози, педиатри, анестезиолози, акушери и каде што им се објаснуваат сите ризици кои што после тоа може да настанат од царскиот рез. Тука исто така го воведовме и безболното породување за секоја пациентка, што претходно не беше случај на државната клиника и на тој начин доаѓаат пациентите поспремни, поподготвени, а од друга страна имаат можност да имаат едно достоинствено безболно породување, со што нема да го доживеат тоа како травматично. Така да ние веќе ги подготвуваме, имаме мал пат од 3% намалување во однос на претходната година од 2024 лани. Последно имавме презентација на сите проценти кај нас на клиниката, кои што се 3% и се надевам дека и понатаму ќе работиме на намалување на процентот на царски резови, за да ги достигнеме барем светските, а да се трудиме да одиме и кон она што е препораката од Светска здравствена организација. Ќе зборуваме за подготвителните часови, но ајде на нешто да се фокусираме. Како стојат бројките во поглед на природното зачнување наспроти инвитрото оплодување? Видете, се уште најголем дел од паровите природно зачнуваат, меѓутоа се поголем е процентот на парови кои што се борат со неплодност. За тоа сакав да ве прашам, кои се вашите размислувања? Ќе биде ли тоа предмет на ваше стручно истражување на клиниката, која во суштина е единствената клиника која што се занимава и со научно-истражувачка дејност? Дали би го разработиле тој тренд, еве така да го наречеме, на се поголем број на млади луѓе кои што имаат проблем со природно зачнување?
Така е, во последно време, значи, јас можам од статистика исто да ви кажам дека изминатата година околу 1495 парови побарале да добијат ваучер од Фондот за здравствено осигурување за биолошко потпомогнато оплодување, од кои што околу 1100 го добиле тоа. Сакам да кажам дека веќе периодот на одобрување е скратено 2 месеци на 2 недели со дигитализацијата и е ваучерот. И убаво кажавте, нашата клиника, сега не знам дали единствено, меѓутоа да се занимава со научно-истражувачка работа и токму фокусот ќе го направи кон 3 работи. Прво да се направи еден регистар за да се евидентираат овие парови кои што навистина имаат проблеми. Понатаму втор фокус ќе ни биде да се одредат причините со цел понатаму да поработиме на превенција и да ги информираме младите каде може да реагираат за да не доаѓаат и како може да го спречат појавувањето на неплодност. И трета работа која е исклучително важна и на која што најмногу се работи, тоа е можноста за криопрезервација, што е исклучително важно да можат младите да се замрзнат јајцеклетки и да направиме банка за јајцеклетки и за сперма, со тоа што понатаму ќе имаат можност, затоа што знаеме ние денеска го одложуваме реализирањето на родителство и кај онколошките пациенти тоа е многу битно, понекогаш за жал може да се јави малигно заболување, се уште да не е завршен репродуктивниот период и на тој начин да имаат можност тоа да го изреализираат. И најголем стратешки приоритет ќе ни биде тоа, односно веќе имаме ние и поддршка и од фондот и од владините со тоа што се зголеми бројот од 3 биолошки потпомогнати оплодувања кои што беа дозволени од Фондот за здравствено осигурување на 6 и наш иден стратешки чекор на клиниката за гинекологија и акушерство е да се формира национална банка за зачувување и презервација на јајцеклетки и сперма, со што ќе можеме да бидеме навистина современ, модерен инвитро центар. Во тек е и реализирање на проектот за возобновување на инвитро центарот заедно со опрема, кој што е подпомогнат од Министерството на здравство и владата и се надевам дека оваа година тоа ќе биде навистина фокус и еден од работите каде што ќе навистина почнеме повторно да бидеме во чекор со современите центри кои што прават. Повторно ние го активиравме, после короната имаше мал застој на спроведување на инвитро, меѓутоа од октомври повторно се работат инвитро фертилизациите, ние бевме центар каде што е направено првото инвитро и навистина тоа е еден од фокусот на кој што ќе бидеме сконцентрирани за оваа година. Се во ова и тоа како ќе помогне на младите брачни парови, но пред се онаа консултација, оние подготвителни часови, оној момент на консултација на брачните другари со докторите е многу важен. Тоа е незаменлив. Тој докторка е незаменлив затоа што тука се дава одговор на сите нејасноти кои што и подоцна може да настанат, а и не само за самото породување, туку да и подоцна за план и репродуктивен центар да се направи, каде што навистина ќе се советуваат младите, оние кои што имаат проблем ќе може да се поразговара. Знаете, парот кој што се бори со неплодност мора секогаш да биде добро информиран, добро примен од страна на докторите, да се поразговара со нив, психолошки да се поддржат. Психолошката поддршка е најважна. Да. Имате многу цели, многу планови за оваа година. Колку клиниката е подготвена со кадар сето тоа да го издржи, да ги изреализира сите овие, па би рекол, многу светски трендови? Видете, ние имаме кадар, меѓутоа она што сакам да кажам е проблемот со средниот медицински персонал и медицинскиот технички персонал. Значи, доктори гинеколози имаме, анестезиолози не се толку многу бројни, меѓутоа сепак имаме едно исклучително добро екипирана анестезиолошка екипа, која што јас навистина морам да ја пофалам, во чекор со светските трендови, и имаме педиатри кои што повеќето од нив се млади, меѓутоа веќе доаѓаат на крајна специјализација, имаме соработка веќе и со Словенија, тука ќе доаѓа и докторка од Словенија од наредната година од февруари за да прави скрининг и уште повеќе да ги обучи, меѓутоа и на одделот за неонатологија ќе доаѓа. Да, на одделот за неонатологија, меѓутоа средниот персонал и техничкиот персонал се тие кои што навистина ни недостасуваат. И јас секогаш викам, вие може све да направите, да дојдете на породување, да добиете безболно породување, меѓутоа кога ќе одите на одделот за поерпериум, таму каде што после тоа најмногу ќе ви треба нега средниот медицински персонал е тој кој што треба да ја пружи. Затоа навистина јас се надевам дека ќе имаме дослух и навистина ќе може да вработиме повеќе средно медицински персонал, затоа што тие се на крај оние кои што најмногу
даваат поддршка и нега на пациентите, го прават на крај пациентите се чувствуваат навистина задоволни. Па добро, сека од клиниките кубури со кадар, секоја има проблем, кај вас, ете, тоа е тоа за кое што најмногу има потреба. Кој е оделот за кој што ќе има потреба од малку повеќе вложување во 2026? Кој е оделот на кој што сакате да се посветите? Верувам дека наоѓате време, можност и енергија за секој поединечно, но верувам и дека некаде е потребна најголема и внимание, и посветеност, и некаде треба малку повеќе да се интервенира. Вака, кога почнувате да ја организирате работата на една институција, прво гледате каде, например, може најмногу да се подобрите. Минатата година бевме сконцентрирани кон вложување во можноста, во опремата, како и едукација на докторите за зголемување на минимално инвазивната хирургија, која што навистина кај нас малку заостануваше и сега можам да кажам дека навистина може да се пофалиме со набавка на опрема, со испраќање на голем дел од докторите, 21 доктор беа и 15 акушерки за породувањата, значи голем дел од персоналот веќе беа во посета на одредени светски центри, каде што ги собраа знаењата од таму. Организиравме 2 работилници и навистина изминатата година имавме голем скок на употреба на минимално инвазивната хирургија кај нас. Значи од 12 операции кои што се правеа лапароскопски хистеректомии во 2023 веќе имавме оваа година 120. Имавме 4 нови техники Sentinel lymph nodes во третманот на ендометриалниот карцином кој што се изведува минимално инвазивно, поставување на оние траки после 16 години, значи тука веќе се подобривме. Го воведовме безболното породување, понатаму овие школа за психофизичка што исто резултираше со зголемување на бројот на породување. И она што е амбиција да кажам и стимулација за наредната година ќе бидат одделот за инфертилитет, како што кажавме, со набавка на опрема, со осовременување. 4 од тие доктори веќе се запишани и се пратени на едукација во еден од многу добар развиен центар во Европа, во Валенсија во Шпанија. И секако одделот за интензивна неонатална нега, затоа што кај нас завршуваат најголем број од предвремено родените дечиња. Кажав јас, таму имаме добра екипа, меѓутоа обично е помлада и затоа во договор со Министерството за здравство веќе од февруари ќе влеземе во програмата за едукација на секундарна и терцијарна здравствена заштита и доктор Кенхаузен, која што е од клиничка болница Љубљана, ќе има можност да дојде кај нас и на тој начин да ги зголемиме стандардите, односно да ја подобриме здравствената грижа на овие 2 оддели. Докторка кој не бил кај вас во дневната болница, не видел толку жени на едно место за 24 часа, тоа треба персоналот да го издржи пред се, да психофизички и да одговори со безпрекорна нега и секоја чест на докторите. Видете, ние сме среќни кога ни се полни чекалните, ние сме среќни кога имаме можност повеќе луѓе да ги обслужиме и на крај да ги спратиме на смејани од нашата клиника. Сакам да кажам секоја чест на докторите кои што се на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Најголемото родилиште во државата, местото во кое што за не дај Боже компликација е местото каде што се оди, местото каде што се завршува. Кои се вашите планови? Гинекологија да биде првиот и единствен избор, не во крајна линија кога нешто ќе се искомплицира. Видите, ние немаме... Во секаков облик не сакаме да кажеме, ние сме единствени за тоа, меѓутоа сакам работата, условите, стандардите кои што ги издигнуваме да ги донесат пациентите кај нас на клиниката. Оно што со сигурност можам да ви кажам дека најкомплицираните случаи завршуваат кај нас. Ние сме единствен државен референтен центар каде што доаѓаат жени да се породуваат пред 32-та недела. Ние сме единствениот терцијерен центар кога ќе се искомплицира некоја пациентка после царски рез, што ја праќаат кај нас. Кога ќе се искомплицира после хистеректомија или после гинеколошки преглед, што завршува кај нас. И тоа е нормално, затоа што сме ние универзитетски терцијерен референтен центар. Ние имаме можност да формираме конзилиум, најпрво од повеќе наши доктори кои што ќе
предвидат кои се ризиците и најдобро ќе објаснат што може да се направи со таа пациентка, меѓутоа и самите ние ќе се заштитиме. Знаете, многу е лесно кога имате голем колектив и кога повеќе експерти, професори има кај нас, има луѓе кои што имаат долгогодишно искуство, местото за таквите комплицирани случаи навистина е кај нас. Понатаму имаме можност од другите клиники исто мултидисциплинарен тим да направиме, така да она што е моја амбиција, не сакам да кажам ние сме најдобри и кај нас доаѓајте. Меѓутоа, некогаш самото тоа што се работи за универзитетски терцијерен центар, каде што најдобро е да се формира тим кој што најдобро ќе ја служи, и ден денес завршуваат најкомплицираните и најсериозни случаи кај нас. Амбицијата е да се подобруваат условите, да се набавува опрема и секако да се прават тие едукации со испраќање на доктори, со носење на странски експерти и нормално тимската работа, секогаш подпирајќи се еден до друг, прават нештото да биде наједноставно и најлесно кога ќе дојдат на нашата универзитетска клиника. Имате една од најубавите професии, најхумана професија и навистина. најубава професија, да, во вашите раце започнува живот. Во нашите раце, јас викам секогаш, така кога ќе што- кажат не дај Боже да дојдеме на доктор, викам кај мене за дај Боже. Кај нас има и оној момент кога доаѓаат за дај Боже, кога ги испраќаме со солзи и радосници и навистина не е убава професијата и повторно кога би бирала, повторно би избрала гинекологија и акушерство. Со лесно и субаво да ви оди работата и посакувам да се гледаме само зубави работи. Ви благодарам на поканата, посакувам и јас да се гледаме наистина само зубави работи.